Заврши проектот за изведување општинско корисна работа, што во Кочани се реализира 5-та година поред. Носител на активноста беше локалната самоуправа во соработка и координација со Центарот за социјална работа и Агенцијата за вработување, чии стручни служби ја спроведоа постапката за аплицирање на заинтересираните лица и проверката дали ги исполнуваат потребните услови. Исто така како партнер беше вклучен и невладиниот сектор. На крајот од работниот ангажман на учесниците во проектот им беа доделени потврди за стекнатото искуство, што би требало во иднина да им помогне полесно да најдат работен ангажман. Ваквите проекти се добри и за лицата кои што имаат потреба на вистина од вакви услуги и дека ние како локална самоуправа ќе продолжиме и понатаму да одговараме на секаков повик кој ќе се однесува во овој дел каде што можеме да вклучуваме лица од нашата локална заедница кои ќе бидат спремни да помогнат на лицата на кои е потребна помош и како што реков со тоа стекнати одредени искуства кои натаму ќе помагат во животот. Задоволство од ангажманот и од можноста да помагаат на други луѓе искажаа ангажираните лица во проектот. Измината учебна година работев како образовен асистент во Основното училиште Раде Кратовче. Работев со ученик од трето оделение со телесна попреченост намален вид. Сметам дека проектот Општинско корисна работа е една убава можност и благородна пред се да им се помогне на оние на кои најмногу им е потребна помош, поддршка и разбирање. Во изминатиот период, ангажираните лица им даваа услуги на деца од предучилишна возраст и на стари изнемоштени лица. Им беа асистенти на лица со хендикеп, а помагаа и во Центарот за донација. Тие работеа по 20 часа неделно и добиваа месечен надоместок од 9000 денари. Проектот беше финансиран од UNDP, а поддржан од Министерството за труд и социјална политика.